Ние сме Сдружение на хендикепирани лица Судбина, соработуваме заедно со Сдружението на хендикепирани лица од Македонска каменица Звезда. Соработуваме на тој начин што се наоѓаме како партнери во повеќе проекти кои што ги имаме реализирано и ние, а и тие. Заедно сме во проектот регионален река Брегалница, каде што се потрудивме до некаде барем мислиме дека сме успеале да ја заштитиме нашата животна средина. Што се однесува до проектот што го реализиравме со Сдруженијето на Звезда, меѓутоа Сдруженијето на хендикепирани лица, како нашето, така и Звезда, највеќе се грижи за помагање на хендикепираните лица, при што се обидуваме на некој начин или на секој начин да ги вклучиме хендикепираните лица како во овие, така да кажеме, еколошки проекти и во некои други проекти кои што се најчесто за нивна помош, односно за да им помогнеме на хендикепираните на било кој начин, бидејќи тие па сепак треба да знаеме дека се маргинална група која што бара помош од општеството и од невладините организации кои што се грижат да ги истакнат тие нивни потреби за да можат на некој начин да дојдат и тие вклучени во општеството, при што со тоа вклучување, значи да покажеме дека и ние постоиме за да можат државните институции, па и општо населението, за да дознае за нас како живееме и што работиме. Со пренесувањето на горивото, ние како партнери секако дека наоѓаме и наш интерес, односно интерес на Сдруженијето, при што Сдруженијето Звезда пак ни помага за реализација на наши проекти со тоа што ни преотстапува, односно ни дава, така да кажеме, сега поради тоа што не можеме да купуваме, значи ни дава дел од биодизелот, односно од горивото кое што ги подвижува нашите возила, најчесто при реализација, при патување, при некои наши проекти кои што сме имале потреба од транспорт, исто така за користење на возила и така натаму. Ова прилика сакам да ја искористам, да ја се заблагодарам на Сдруженијето од Звезда, од Македонска каменица, кој што не има вклучено во проектите кои што ги работи моментално, ги има работено досега, како вклучување понатаму и со тоа ни помага во наше извршување на овие задачи, како и прилагодување спрема условите пропишени со законите во наша држава за ваквите лица како што сме ние.
Значи, нашето здружение на жени земјоделки Агровинка од Виница е регистрирано во 2002 година, која е невладина организација и непрофитна. Значи, во здружението ни членуваат повеќе од 50 членки и клубови на жени од околните села. Значи, нашето здружение, сакам да кажам дека се занимава со земјоделие и како партнери сме во проектот за производство на биодизел со невладината организација Звезда, Здружение со хендикеп Звезда од Македонска Каменица, кој што беше носител на проектот преку ГЕФ за проект за мали грантови за производство на биодизел од растително и отпадно масло. Значи, нашата улога како партнери беше да произведуваме маслодајна репка од нашите земјоделски површини кои беа оставени, значи, неколку години во необработка. Потоа целта ни беше да го произведеме, значи маслодајната репка да ја произведеме во семе и да од него да исцедиме маслодајно масло, а од тоа масло да го преработиме во биодизел гориво. Значи, биодизел горивото ние го користевме за нашата механизација, значи, која ни беше поевтина. Првата година, 2006, посејавме 4 хектари, другата година посејавме 20 хектари, кај што склучивме договори со 9 лица, земјоделци кои се наши членки и членки на пчеларско здружение Матица од Виница. Значи, проектот до 2008 заврши, сега продолжуваме нов проект. Проектот е Трио концепт, кај што исто така сме ние партнери, ќе продолжиме со засејување на маслодајна репка и очекуваме добивање на преса, кај што ќе го исцедуваме маслодајното, маслодајното улје и ќе го преработуваме исто така во биодизел и ќе го прошириме за посеви на нашето земјоделско земјиште.